Radika je najubava reka vo Makedonija. Тоа секој ќе го рече кој поминал низ канјонот на оваа река, која се пробива низ масивите на планината Бистра. Реката одушевува со својата чистота и бистрина, а канјонот со густата шума која се спушта до самото речно корито. Непредвидливи се незините движења. Час е мирна и поспана. Веднаш потоа за да стане разиграна и бујна, и под незината сила поигруваат големите листови водни растенија кои дури ја надкрилуваат. Незините води удираат на поголеми и помали белутраци, кои даваат чудно убав одблесок и неочекуван правец на движење. Луѓето што живеат по должината на оваа река се наречуваат рекани. Најмногу поради неа, а и поради уште две реки, Долна и Мала река. Иако Радика тече пониско од терените на Маврово, скоро сите и Мавровскиот дел и припаѓаат на неа. Веројатно заради убавината на канјонот, и убавината е невозможно да се дели. Крај Мавровското езеро е символот на градителите на мавровските хидроцентрали, фигурата на градител надкрилена на дезерската ширина, градител која извојува битката за првите и најголемите хидроцентрали во Македонија, Мавровските хидроцентрали. Мавровското езеро и хидроцентралите го преобразија целиот крај. Некогашните сиромашни села Маврово, Леуново и Никифорово беа иселени на височините над некогашните мавровски ливади, кои беа познати и по мавровските анови, во кои се одмораа и ноќеваа кираџиите со своите каравани, патувајќи по единствениот пат што ја сврзуваше Западна Македонија со светот. На трите села им беа подигнати нови куќи кои се вклучија во новиот амбиент. Крај трите села, насекаде околу езерото, само за неколку години се наредија викенд куќички, така што целиот крај наполно се измени. Личи на разгледница. Радика е убава. Меѓутоа на еден нејзин дел, човечката рака ја одзела дел од убавината. Ја умртвила. Коритото е суво. Само округлестите карпи белутраци немо подсетуваат дека некогаш обилно биле натопувани од една убава река. Тоа е во горниот дел на Радика. Водата од коритото е одземена и насочена во друг правец. Прво тече низ бетонски канал, а потоа во една од трите хидроцентрали од мавровскиот систем Врбен произведува електрична енергија. Во горниот тек на Радика наидовме на необичен споменик. Кај местноста Торбешки мост подигнат им е на градителите на мавровските хидроцентрали, кои во екот на борбата со негостолюбивата товарена со снег Бистра се урнаа лавини и однесоа повеќе човечки животи. Со тоа како да сакало да се потврди правилото дека големи дела се создаваат со жртви.
Край него секојдневно поминуваат овчари, кои ги напасуваат стадата овци на сточарската задруга од селото Трница на падините на Бистра. Тука создале бачило во кое се произведува сирење и кашкавал со врвен квалитет. Од левата и десната страна на кањонот на Радика има повеќе села. Тука се Ничпур, Богдево и други, но тие се засолнети во густите шуми, а чувме дека се и со малку луѓе. Планинската празнина ги натерала да одат поблизу до Лебот. Селото Трница им служело на старите кираџии како место за починка во студените зимски денови. Сега, како по договор запираат на починка во мотелот возачите на автобусите и другите моторизирани патници. Крај самиот пат е споменик на паднатите борци од Беличица и околните села во борбите со балистичките банди. Споменикот е дело на скулпторот Димо Тодоровски. Еден од учесниците во овие борби бил Сретен Теофиловски од Тетово, кој среќно ги избегнал животните опасности, па за него весниците пишуваа дека не го бие куршум. Во борбите во Беличица со балистите бев ранет на 7 места. Кој беше утепан, ќе дотепа, кој е ранет, ќе го дотепа. Борбата траеше до 10 саат сабалето, предручек. Од туека ми однесува во Речане. Од Речане у Гостијар. Од Гостијар ми донесува у Тетово. Од Тетово ми однесува у црквата Свети Никола. Тамо беше собран македонскиот народ од 16 години до 60 години. Од цело Тетово и околија. А околу наоколу беше се блокирано со митолези, со пушки, со шмајзеви. Кога стигнав ја во црквата Свети Никола, Джемо дојде до мене. Еј, народе, луѓе, го гледате, а ја бев гол, горниот дел. Он го добил своето, он има 7 ране. По нашето нема закон ние да го тепаме. А тие двајца да се среля, изедоа тие двајца, Андрета и Требош Младен ги стрелеа. И туе Жемо викна народот, што ќе му правиме на човекот? Дали у црква, дали дома, дали у болница? Кажите народ. Народот кажа да се носи во болница. Беличица даде повеќе борци во народно-освободителната борба. Но селото е познато од дамнина и по нешто друго. Хаджи Наке во почетокот на 19. век му подарил на манастирот Свети Јован Бигорски саркофаг со белези од моштите на повеќе светци. Овој саркофаг е изложен во манастирската црква. Хаджи Наке го донел од Цариград со желба да се овековечи. Манастирот Свети Јован Бигорски основан по 1020 година од мијаците. Повеќето села по Радика, Голема и Мала река биле мијаци, поучествувале со парични средства во основањето и изградбата на манастирот. Повеќето села по Радика за време на големотурското владење ја примиле муслиманската вера и го задржале македонскиот говор, но за тоа малку подоцна. Манастирот Свети Јован Бигорски со зачуваниот иконостас во црквата, со трпезаријата и конаците, со векови се издигал како црковен духовен светилник на целиот овој крај.
vo 1975. godina započna renoviranje nad zidovite nad crkvata pri koje neočekivano se otkrijeni novi freski. Cela ta reka pred osmanlijsko ropstvo bila vladenje na Ivan Kastriota. Podvađanje to Osmanlijite, to je stanal vazal na golemo tursko to carstvo, taka što cela reka se narečuvala Jovanova zemlja. Po njegovata smrt, oblasta je zagubila poluzavisnosta, no se pak njezinu pravitelj stanal islamizirani od sin na Ivan Kastriota, Đerč Kastriota Skenderbeg, pod čije rakovodstvo naselenijeto na reka so godini hrabro se borelo branejkeja svojata teritorija. Taka se do 60. godini na 16. vek, koga Osmanlijite definitivno zavladeja so reka. Od togaž započnala borbata na Osmanlijite za vključuvanje na borbenite rekanci vo svojata služba, kako Mussolini i vojnuci, teško to ekonomsko optovaruvanje i ograbuvanje i konečno islamiziranje na del od naselenijeto. Za napatenosta na rajata zboruval monah od Pahomije, od manastira od Sveta Trojica, od Prizrenska to oblast. I vo to vremja i leto, be krepka glad i nasilovanije luto i pogubi od Ismailtijan jagože nest jezik ukazati takovo zlo i ozloblenije. Ova bilo osobeno karakteristično za 16. vek, koga baštinite bile prefrlani od jednivo drugi race. Na primjer, vo selo Mogorče, baštinata na Jorče, preminala vo racete na Ilja Spenčo, ili vo Žerovnica, baštinata na Kole, preminala vo racete na Hasan i taka natamo. Eden od značajnite mostovi od toa vreme bil most od Elenskog na mala reka, koji se svojata arhitektura go privlekuvala vnimanije, to a so svojata cvrsta grad pa mu se protivi na vremeto. Žirovnica je jedno od poveketo rekanskih sela koje je naseljeno su makedonski muslimani. Islamizacijata nova i poveke drugih sela je posljedica na osmanlijski od imperijalen feudalizam. Ime tomu je staroslovensko, a doaga od žerno, što znači vodenica, kakvi što doskoro imalo mnogu nabrzata istoimena reka. Selo to ima 280 kući, dodeka nekogaš vo 16. vek, koga islamizacijata bila moćne silna, imalo 120 danokoplaci, od koji 89 muslimani. Teški te ekonomski uslovi dovele do natamošno islamiziranje na naselenijeto. Interesno je deka sepak podolgo se zadržalo dvoverstvo to. Taka ludjeto ginosele ovije imenja: Husein Todor, Mustafa Nikola, Mustafa Pejo, Memiš Stevo, Ali Petko i drugi. Protiv toa vodele žestoka borba osmanlijski te vladeteri. Spored sultanska zapoved od 1568. godina, citirame: ako nekoj lica od selata poreka što se buntuvat, za da ne dadat harač, se narečuvat muslimani, a negi uvažuvat dogmite na islamot, tu godat vo crkvi se dvižat so neverničko ime kako Hasan Bogdan i drugi, zaniv da se izdade čestna fetva, so koja je dozvoleno ubivanje na site vakvi grupi. Postapete spored česnata fetva. Završuva sultanovata zapoved. I pokraj muslimanskata vera, ova naselenije je zadržalo makedonskata samobitnost. Na okolo 40.000 makedonski muslimani rekani, koji porano se naračuvani torbeši, govorni od jazik im je makedonski, dodeka verata muslimanska. Nimnata kulturna tradicija je delo došto makedonskata tradicija. Jazikot na koji zboruvat makedonskite muslimani je jedan od najčistiti i najubavite makedonski dijalekti. Na toj najubav i najčist dijalekt učitalo ti poet same Limani od Žirovnica izdade poveke poetski zbirki vo koji gi dolovuva i izrazuva najiskrenite čustva i porivi. To ima pesna i zaradika
koja ovije luge gi zadojuva so posebna ljubav. Neka ostane Radika čista. Radika je moja ta jedinstvena zelena jagula. Ne frlajte harpun vrz njezini od grb. Te snecite na Radika se mojeto grlo. Ne zadavuvajte gi so mečeški šepi. Tek od na Radika se mojite trepetni žili. Ne kapete se so bolni tela vonea. Vitlite na Radika se mojite izmoreni oči. Ne gazete so nečisti noze vonih. Padinkite do Radika se mojata zbreknata koža. Ne frlajte otpadoci na nezinite bregovi. Radika je moje to rasplakano modro srce. Ne pukajte vo nezinata utrova. Vodnoto na Radika bolno čemre mojata duša. Ne oslepuvajte gi s obcosti virovite. Neka ostane Radika čista kako proletna rosa, neizmorenata dlanka od reka i vo site godišnji doba neka mirisa mugrovina. Dodeka na našite patuvanja često se srekjavame so fenomenot na novoto vreme, migracijata, za nekoliko sela po reka to ne je karakteristično, osobeno za Žirovnica, Rostuši i Skudrinje. Vo Žirovnica su uspeh raboti fabrikata za rezana gradja Breza. Vone rabota 60 lica od seloto koji prehranuva 60 semejstva. Direktorot Ramis Vaiti navestu vušte po dobro vreme kojake se otvori pogonot za industrijska ambalaža i vonego se zaposlat novi 30 rabotnici od Žerovnice i sosednite sela. Bituši, Velebrdo i Trebište se 3 sosedni sela koji uporno opstojuvat v ovije pasivni krajišta. Zidarski od zanajet se napušta, no se prihvatja taka narečenite mali stopanstva, domašnite rakotvorbi i rabotata vo tekstilnite fabriki vo Rostuši i Skudrinje. Bituši je poznato od narodno-osloboditeljnata borba. Vonego na 6. noembri 1942. godina otpočna su rabota prvata partizanska pečatnica Goce Delčev. Od početok na maj 1943. godina stana pečatnica na centralni od komitetna komunistička partija na Makedonija i glavni od štab na narodno-osloboditeljnata vojske i partizanski to odredi na Makedonija. Organizatori na pečatnicata Bea Mitre i Nadeski i Nino Minovski. Po
Pokraj Slogovite, pečatarskата машина и другиот прибор, во спомен музеот во Битушје е изнесена листа на борци кои работеле во печатницата. Од нив се загинати Кочо Рацин, Андон Дуков, Благоја Шешовчевски и Радко Стојановски. Покрај работата, младите во Битуши се многу иницијативни во развивањето на културниот и забавниот живот. Високиот Крчин, кој го надкрилува селото, често се споменува во нивните песни. Битуше село убаво, око на Крчин планина. Битуше село убаво, цвеќе во рајска градина. Во тебе се игра и пее, во тебе се гордо живее. Во тебе се игра и пее, во тебе се гордо живее. И текстилната фабрика Единство во Скудриње е значаен фактор за смалување на миграцијата. Започна со расходуваните разбои од некогашната скопска фабрика Кузма Њосифовски Питу, но кои по кратко време беа заменети со нови и сега се расфрлани во кругот како старо железо. Во светлите хали на посовремени машини работат повеќето млади луѓе од соседните села. Тука работат девојки кои порано седеле дома. Сега се мајстори на занаетот. Јованка Гиговска од селото Јанче стана одлична килимарска ткајачка. Иста е положбата и со Исмаил Джемаил од Скудриње, кој порано бил општ работник, а сега е најдобар ткајач во фабриката. Овие и други 320 запослени од Скудриње не помислуваат да ги напуштат своите села. Муслија Неџипи е директор на Единство од 1948 година. Најзаслужен е што селата остана неразкуќени. Фабриката стипендира студенти, а надојдените стручни кадри им подига бараки за живење непосредно до фабриката. Тука доаѓаат на работа главно луѓе од овие краишта. Така, рекани остануваат тука и се грижат да го заборават печалбарството кое некогаш носело чемер по оваа убава река.